Од почетокот на 2015 година, со тоа што лично градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев прв ја исполни граѓанската должност и го плати данокот на имот, Штипјани започнаа да ги добиваат решенијата. Од надлежното одделение при општина Штип дознаваме дека совесноста на физичките и правни лица е на високо ниво и дека наплатата на данокот на имот се движи според предвидената динамика. До 10 мај ќе завршиме со текуната година доставна решенијата за данок на имот и опомените, а после тоа следува наплата по присилен пат. Така да граѓаните тие го знаат и кои имат добиено решение и опомени да си завршат својата обврска во предвидениот рок. Постојат и такви кои немаат платено со години наназад. Затоа граѓаните треба темелно да ги прочитаат добиените решенија, бидејќи е напишано дека последен рок за подмирување на долгот е 15 ноември 2015 година. Долгот е некаде околу за физичките лица околу 100.000 евра. Ненаплатено, тоа се за последните 4 години. Има ли можност за плаќање на рати? Значи, во самото решение постои можност граѓаните, односно даночните врзници, да си подмират својата врска на рати. Меѓутоа, плаќањето треба да биде доколку го користат ја користат оваа можност во средината на кварталот. После тоа ќе следува генерирање на камата за тај период после 31 декември. Доколку не го стора тоа во предвидениот рок, постојат повеќе начини за присилна наплата. Некои наши сограѓани веќе се запознати со оваа постапка. А имавте ли долг од изминатите години? Па имав. Дури блокада имав на банка да пензија да не земе и така. Сега решен проблемот? Па да, имам преплатена. Освен блокирање на сметка преку извршител, општина Штип има склучено меморандум со Агенцијата за вработување за споделување на информации поврзани со должниците за нови начини на наплата, за да не стигнат до тој степен повеќето штипјани веднаш по добивањето на решенијата плаќаат колку е потребно. Добивме решение, али на време си е се подмирено и како секоја година се плаќа нормално. Сега малку се подигнати цените оти дворното место не беше комплетно откупено, па го откупиме и ради тоа. Плаќаме. И то на крај на годината. На крај на годината? Да. А решение за оваа година добивте ли? Добивме. Плативте ли? Не сме платили уште. Ке чекате крајот на годината? Крај на годината, да ги собереме парите. Така, голема ли ви е сумата? Не е голема, 1200-300 динари. Плаќате ли редовно данок на имот? Плаќам. Добивте ли решение за оваа година? Доби. Го подмиривте ли долг? Се е готово. Шом приеме пензија и плати, мора да плаќаме. Нормално државата треба да функционира. Подмирено е за оваа година. Още вториот месец подмирено. Точно 15.600 решенија за данок на имот до 10 мај ќе бидат доставени на физички лица и околу 250 евидентирани правни лица. Тоа значи од наплатата на данокот на имотот 300.000 евра е вкупната сума која влегува во касата на општината, средства кои потоа се пренаменуваат за инфраструктурното уредување на општината, односно сето она кое граѓаните го имаат наведено како приоритети.